Вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Добро вечер, краток преглед на вестите на денот. Обединување на Алијанса за албанците, но без таравари, порача Зијадин Села, кој денеска тврди дека се случиле најмалку 3 директни средби на Ахмети со таравари. Во пресред на средбата на премиерот со министерот за здравство, најавена по првомајскиот празник, владеачката ВМРО ДПМН одржа состанок на Централниот комитет. Мицкоски информирал дека продолжуваат испитувањата и мерењата на јавното мислење за кандидатите на ВМРО ДПМН, кои покажуваат неколкукратна предност пред политичките конкуренти, но и дека треба да исполни одговорноста на преземените ветувања пред граѓаните. Таравари да поднесе оставка, а членството повторно да се врати во старите редови. Села прифаќа обединување на албанскиот блок, но само ако неговиот опонент не е дел од таа коалиција. Јасно не одговори дали доколку Таравари се испазари со Ахмети, тој би останал во Европскиот фронт, но потврди дека не само комуникација, туку се случили и најмалку 3 средби помеѓу Ахмети и Таравари. Како прво, нема мене Таравари во кој дом и во која врата мене да ми кани, бидејќи тој дом и таа врата е моја, тој нема ни дом ни врата. Треба едно јавно извинение од негова страна, а извинувањето на политичарот е оставката. За да не може поеќе да направи лош. Имаме став од кога ќе има предлог дека некој сака да се приклучи кон Европскиот фронт. Членството на Алијансата треба што побрзо да се врати. Тие што заминале кај Таравари треба што побрзо да се врати. Од мала речица молчат за можете комбинатури кои се Таравари, но велате загрижени биле од погрешниот правец на владата во евроинтеграциите. Бараат двојни избори на есен. По клучните прашања од стратешки интерес, власта се соочува со целосен пораз на приоритетите кои самата ги представи како државен интерес, што несомнено треба да резултира со предвремени парламентарни избори. За изборно соочување подготвени и во вреди, и без Таравари се убедени дека уживаат поголема доверба кај албанскиот електорат. Вленена власт за да ја спроведе промената за која албанците гласно бараат и нема да застане, се додека секој албанец не се почувствува слободен, рамноправен и достоинствен во својата земја. Во октомври на локалните избори, Вленке победи во сите албански општини. А во пресред на средбата Мицкоски Таравари владеачката партија испреќа порака дека владата е стабилна. Највисоките органи на партијата со став дека општинските комитети се мотивирани и се очекува огромна победа на изборите. Председателот Мицкоски информираше исто така дека во идниот период продолжуваат испитувањата и мерењата на јавното мислење за кандидатите на ВМРО ДПМН, кои покажуваат неколкукратна предност пред политичките конкуренти, но и дека треба да се исполни одговорноста на преземените ветувања пред граѓаните. Мицкоски и Таравари последните случувања во коалицијата ќе ги разговараат на средба по првомајските празници. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Институциите добро се справија со последиците од Кочанската трагедија, сметаат најголем дел од испитаниците во вториот дел од анкетата на Market Vision. Повеќе од половина сметаат дека и МВР и обвинителството и здравствените власти ефикасно се справиле со последиците секој од својот домен. Само 11% сметаат дека борбата против корупцијата е интензивна и континуирана. Мнозинството е на ставот дека е потребно целосна чистка во судството. А за СДСМ анкетата е манипулативна. Мнозинството граѓани сметаат дека институциите добро се справија со последиците од трагедијата во Кочани, покажува последното истражување на јавното мислење кое за МКДМК го спроведе Market Vision. Според него, речиси 2/3 од граѓаните или 65% имаат впечаток дека институциите ефикасно се справиле со последиците од трагедијата, додека 35% се убедени во спротивното. Високи 71% од анкетираните рекле дека и здравствените власти биле ефикасни во справувањето со големиот број повредени. Над половина од граѓаните или 53% сметаат дека МВР и обвинителството брзо и ефикасно ги превземале потребните мерки за утврдување на одговорноста, додека нешто под 1/3 не се убедени во тоа.
Поголемиот дел од граѓаните гледаат некакво поместување во борбата против корупцијата, но и натаму останува впечатокот дека треба да се работи повеќе. Само 11% сметаат дека борбата е интензивна и континуирана, додека околу половина од граѓаните гледаат дека се вложуваат напори, но сметаат дека тоа не е доволно. 23% изјавиле дека не гледаат дека било што се прави во борбата против криминалот и корупцијата. Мнозинството е на ставот дека е потребна целосна чистка во судството. По околу 50% од граѓаните се на ставот дека треба да се смени и судскиот совет и јавниот обвинител, додека против се нешто под 1/5. 2/3 од граѓаните даваат поддршка на владините мерки за замрзнување на маржите на дел од производите, а околу 40% се на ставот дека производите се добро избрани. Најголемиот дел од луѓето, или над 40%, сметаат дека причина за високите цени се трговците кои се однесуваат неодговорно, а по околу 24% вината за високите цени ја гледаат во војната во Украина и во производителите и увозниците. Анкетата на Market Vision е спроведена телефонски во периодот од 20 март до 17 април врз репрезентативен примерок од 1200 испитаници. За СДСМ анкетата е манипулативна. Market Vision пред само неколку недели склучила договор со владата на рекордна сума од 400.000 евра за да прави анкети и го мери мислењето и задоволството на граѓаните од работата на владата. Зар некој треба да верува во овие анкети кои служат единствено да се манипулира јавноста и се во функција на пропагандата на ДПМН, се вели во соопштението на СДСМ. Александар Спасовски, Сител телевизија. Македонците од Бугарија и од земјава во Мелник одбележаа 110 години од убиството на големиот македонски револуционер Јане Сандански. Под големо полициско обезбедување се одржа се македонскиот собир на кој повикаа и од Омојлинден Пирин. Но не сите имаа можност да отпатуваат во Бугарија. На професорот од Драмскиот факултет Тихомир Стојановски, кој сакал да присуствува на чествувањето, му беше забранет влез во Бугарија. Педагогот прашува зошто. Под силно полициско обезбедување во Мелник се одбележаа 110 години од убиството на царот на Пиринот Јане Сандански. Помина добро, имаше луѓе од секаде, и од Република Македонија имаше, од Егејска дојде Никодим Царкнес, имаше луѓе од натрешноста на Бугарија, од цела Пиринска Македонија. Поставивме цвекиња и венци и на гробот на Јане Сандански, исто така и долка и Мелник, каде што беше и соборот. На семакедонскиот традиционален собир во негов спомен присуствуваа и пратениците од ВМРО ДПМН, Сајковски, Ковачки и Мицевски, кои на Фејсбук објавија: македонски национален херој, војвода и водач на македонската револуционерна организација, кој до крајот на својот живот останал да се бори за самостојна македонска држава. Но не секој што сакал да присуствува на собирот успеал да помине граница. Професорот на факултетот за драмски уметности во Скопје Тихомир Стојановски тргнал за Мелник, ама стигнал само до граница. Тврди дека бугарите му забраниле влез со објаснување дека представувал закана за безбедноста на државата. Ние одиме во Пиринска Македонија на соборот на Јане Сандански во Мелник, но за жал не ми е дозволен влез. Како што ми рекоа, по протокол ми дадоа и документи дека сум загрозување за безбедноста на Република Бугарија, дека не ми се дозволува да влезам. Јас сум професор доктор Тихомир Стојановски, предавам на факултетот за драмски уметности и одам како културен гостин на тој собор. Им порача на бугарските политичари да ги признаат македонците. Дали некаде на друго место во светот се забранува култура? Тоа што единствено можам да го кажам дека не може веќе Македонија да попушта, да не дозволува македонците да ги имаат своите човекови права и ние да бидеме понижувани, македонците да бидат понижувани во тој Европски сојуз кој бара од нас да се откажеме од самите себе. Во Бугарија не го сакаат Јане Сандански, не го чествуваат, не чувствуваат почит кон него, дури напротив, не го сакаат воопшто. Премногу силни и јасни македонски изјави има дадено додека бил жив, има премногу сведоштва и на некој начин се има претворено во символ на македонското малцинство во Бугарија заедно со Никола Вапцаров, како човек од Пиринска Македонија кој што секогаш имал силна македонска свест и се залагал за правото на македонците.
Инаку бугарските медиуми изминативе денови пишуваат дека на Facebook се шири масовна кампања за присуство на македонци во Мелник. Нова БГ сподели дека се очекувало во Мелник за чествувањето на Јане Сандански да пристигнат неколку автобуси, со како што пишуваат антибугарски настроени македонци. Значи тоа беше смислена кампања во бугарските медиуми за да се заканат на луѓето што ќе дојдат. Значи, ниту имало некакви автобуси организирани, уште повеќе антибугарски елементи, ниту имало нешто кое што било на кој начин ја загрозува Бугарија или нејзиниот демократски систем. Тоа е еден традиционален собор кој што ние го правиме веќе 35 всушност години доаѓа, да, 35 години со некои прекини поради полицијата, но ние го правиме редовно, никогаш не сме правиле проблеми, секој пат луѓето што доаѓале се држале достоинствено. Тежок е пристапот до соборот Мелник под блокада на бугарската полиција. Проверка од чувари на коли и на документи. Предупреди вчера и Атанас Киријаков, председател на градскиот комитет на Илинден во Благоевград, но сепак денешниот собир помина без провокации. Габриела Лескова, Сител телевизија. 30.000 евра собрани на хуманитарната аукција на уметнички дела што се одржа во Кочани. Во организација на граѓанската иницијатива Сапорт Кочани, синоќа во Центарот за култура Бели Мугри се одржа хуманитарна аукција. На аукцијата беа изложени 60 уметнички дела од вкупно 140 понудени. Од Сапорт Кочани информираа дека се собрани над 1,8 милиони денари или околу 30.000 евра, средства кои ќе бидат распределени за помош на сите засегнати од трагедијата во дискотеката Пулс. Никогаш да не се соберевме да собираме финансиски средства за да помогнеме на ваков начин. Камо уметноста, сликарството да не споеше на поинаков начин. Но секоја подадена рака во овој хуман настан за нас значише многу. Благодарение на сите, волонтерите и учениците од школата за цртање и сликање, волонтерите кои се вклучија во организацијата, настанот дојде до степен на сериозност и мислам дека ова е само почеток на еден пат на собирање на средства кои што долгорочно ќе им се потребни на сите засегнати од овој пожар. Процесот беше динамичен, со повеќе кратно надавање за најголемиот број дела, а за дел од нив беа понудени и по неколку десетици илјади денари. На настанот присуствуваа председателката Гордана Силјановска-Давкова, како и бројни стопанственици, уметници и граѓани. Во знак на почит кон загинатите, на 4 мај ќе се одржи велосипедска тура по стариот пат од Кочани до Штип и назад, во должина од 62 километри, колку што млади животи згаснаа како последица на пожарот на 16 март. За Сител, Трајан Ристовски. Дали може фотоволтаиците да се постават на земјоделско земјиште, а при тоа да бидат и придобивка и не пречка за земјоделското производство? Сторија на Дарко Штарговски. И додека фотоволтаиците за производство на електрична енергија полека стануваат главниот сојузник на земјоделците, особено на оние во државите од Медитеранот, каде подпластеници покриени со вакви панели, се создава микроклима посебна за секоја култура и годишно растенијата даваат и по неколку берби. Тоа кај нас е табу тема. Дел од растенијата исто така, не само во пластеници, растат многу добро и под фотоволтаичните панели, ако се тие направени на доволно голема висина над нив, а на тие места па каде што нема вода или хидросистем, со помош на бесплатната енергија од сонцето може да се извлекува вода и да се наводнува. Јас ве уверувам дека користејќи оваа технологија може да одгледуваме во пластеници многу поголемо количество на храна, кое што би било многу поквалитетно отколку таа храна што ние увезуваме, меѓутоа сепак за тоа треба да постои стратегија. Значи кога таа енергија би се користела во помош за добивање на тие микроклими или добивање на излекување на вода од овие региони, ќе имаме многу поголемо производство. Уште пред 7 години Зора Митрески од Прилеп, експерт во полето на фотоволтаиците, со група на ентузијасти биле во посета на нашето Министерство за земјоделство, каде што ја презентирале оваа иновативна идеја, но добиле само тапкање по рамо дека проектот е одличен, но не добиле никаква друга помош истиот да се реализира. Може да направиме не 3 култури, него 4 или 5 култури, користојќи ја исто и така LED технологијата, затоа што е познато дека секое растение реагира соодветно на одредена
светлосна фреквенција. Како реагираат тогаш институциите на презентација на оваа идеја? Беа импресионирани од самата идеја, меѓутоа не најдовме на разбирање, немале наводно соодветни средства. Со овие позитивни примери, за жал, воопшто не се запознати земјоделците во Пелагонија. Беџет Исламовски е еден од поголемите производители во овој крај, кој што обработува над 200 декари земјиште, засадувајќи го со најразлични култури. Дали некој од вашите колеги од земјоделците употребува? Нема никој до сега. Еве јас тој едниот што сум заинтересиран, имам бушетеното сега деној веќе го тестираме бунар ако има вода, планирам да редам панели. Зошто да трошам нафта или бензин со агрегати да се мачам. Дневно колку трошите пример нафта за наводнување? Дневно цел ден јас како ќе имам околу 100 декари летни период, да речам тутун, бостан и пипер. Значи дневно нема да ми стигне 10.000 денари нафта нон-стоп агрегато да работи. И од Агенцијата за поддршка на земјоделството истакнуваат дека кај нас скоро и да нема вакви примери, а за да поставувањето на вакви фотоволтаици биде поддржано од ИПАРД или други национални програми за субвенции, треба да има и одредени законски измени. И законодавецот треба да каже дали ќе даде соодветно одобрение за градба на таква површина, затоа што таа површина доколку појде како градежна, се губи во делот на земјоделска површина. Доколку најдат соодветно решение за таквите постапки, сигурно дека ќе има и конкретни баратели за тие култури. И наместо искористување на сите овие потенцијали, Македонија се уште останува увозно зависна земја за храна. За Сител, Дарко Штарговски. Да, тука е крајот на вестите.